Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновиот наш и ваш демократски импулс, подкаст за народот. Денеска имаме една многу интересна гостинка, моја лична пријателка долги години, една од најдобрите македонски пејачки, Ирена Спасовска. Добар ден и чувствуваш се како дома. Здраво, Драјче. Како си? Ми е, да, што сум денеска гостинка. Ние се договараме веќе, мислам, многу Историско одамна. стана. Да, уште од кога нели требаше да гостуваме со за животните, кога требаше да правиме подкаст, Так. тоа некако нели рековме ајде другата недела, другиот месец, нека уврски има фјас, па ти и еве додека ние се исподоговориме, на крај ти стигна да снимаш демократски импулс. Најдоброто е на крај. Да. Убава емисија, морам да ти упатам овој честитки Ти благодарам. за твојот голем напредок, откако зборувавме до сега. Значи, твојата кариера оди во нагорна линија и ми е драго кога гледам успешни луѓе. Па и ти шеташ, постојано си со настапи, морам да те пофалам и тебе. Фала многу, да. Па точно така, да јас неодамна се вратив од Германија пред 3-4 дена, каде што имав еден настап по повод 8 март со мојот колега Дарко Стојановски и Борче Ристов. Да речам спој од работа и шетање, уживање. А најубав, преубаво помина, значи имаше многу луѓе, многу гости. Беше превесело, каде што се веселеа не само жените, него нели и мажите, без мажите ништо. А најдобриот дел беше тоа што последниот ден отидовме во еден многу убав спа центар, каде што си имаше нели басени, масажери. Ние така некако целите раштрафени, ненаспани, така се опуштивме на 5 часа, не сме излегле од вода. А каде беше, во кој град? Каде? Па, тој град е блиску до Баден-Баден, се вика Карслуе. Тој е блиску до Базел, значи тој е на едно тромеѓе тука, каде што Германија, нели, Франција, Така. Швајцарија и така, нели, влеговме во Швајцарија. Отидовме до Германија, излеговме од Германија пак назад и Си знаеш така. тај. Па си знаеш, да. Ова професија е на од ретките каде што Убава. нели убава бидејќи има многу шетања, многу така кога одиме сите ни угодуваат, значи наше само да кажеме каде сакаме да одиме, Абе, звезди. секако под нивниот предлог нормално и ние бираме и до сега е навистина таман се. Браво. Најнапред сакам да те запрашам дали ќе одиме на ти, дали на вие, сите ги прашам па и тебе. Нормално како на вие не можеме ние сега да се пресираме тука, да се знаеме и Се согласувам. да. Сакам да почнеме од старт, самото фактички од почеток. Тоа е од првото прашање кое би било за тебе, за тоа како ти започна твојата кариера. Мојата кариера Памтиш? Да, како не памтам. Значи јас ќе се обидам да бидам кратка, нели? Воедно и се да уфатам. Мојата кариера почна со многу страст. Значи мене ме водеше страста на мои 13-14 години, кога јас и самата знаете дека ќе бидам пејачка. Че знам дека ќе бидам пејачка, бидејќи одев во таа насока, одев на аудиции, каде што секаде ме примија, од први бев на забавна аудиција, па потоа на народна. Па на 16 години бев најмлад учесник на Валандово Фолкфест, таму Значи на беше 16 години си започнала? Да, не, па официјално ја почнав првата песна снив дури на 14 години, но Вау. но веќе добри 5-6 години бев и најмлад учесник на Валандово, каде што веќе на 19-20 години јас веќе ми се трасираше патот и веќе бев мислам на голема звезда, како да кажам. Така да почетоците ми беа навистина Значи, фантастични. 15-16 години до ден денесшен. И па да, навистина јас многу брзо се осрев, бидејќи таа машинерија каде што влегов во тие времиња, нели, каде што мораш да се однесуваш возрастно. Значи ти не пеам како на беше Златно тој Славиче, на ова, него пеам буквално на настани, големи настани, како што се директорски вечери, па не знам, тогаш имаше многу бизнисменски вечери, па држаме концерти во културни домови, па одевме низ Канада, Америка, значи за Европа веќе не станува збор, каде што Од самите твои почетоци, Од самите, да. народното си го пееш и тогаш прв и се... пев забавна една песна, Така. меѓутоа видов дека со таа песна нема нешто, вау, некој бум. Ништо не се случи, немаше пари, значи јас сакам да настапам, викам па сега снимив песната и што после тоа? Значи јас сакам да настапувам, да пеам,
да заработувам, значи уште тогаш знаев што е бизнис и како треба тоа да оди. И како тоа треба да се наплати. Браво. Не, меѓутоа тогаш бев и доста ентузијастички настроена, нормално дека не пеев за тие суми како што сега. А имало кој да те подучи нешто или? Ништо не ме подучуваше. Учена сум Само живот. родена. Учена сум родена. Тогаш си била многу млада, 15-16 години. Да. Дали имало можеби некои волци што сакале да те Волци? зграбаат од волци сиците? насекаде. Да, волци насекаде нормално тоа. Како и во секоја професија. Меѓутоа Мислам да ти искористи на било кој начин, не сексуално, например, него било каков начин, дали со пари, тогаш дали беше, не. да те... Тогаш беше многу почесно, во смисол, заради тоа што тогаш дури за пеачите се даваше пари. Дали на настап, дали на телевизиска емисија, дали на фестивал, дали на не знам што, значи ние си одевме од настап со пари. Значи немаше тука, ние имавме кар и плюс јас од неколку емисии што настапе, веќе одма ми се трасира, значи македонска телевизија, како сега памтам, на скопска програма настапив и на една Добро утро Македонија, мислам да викаше. Веќе мене телефоните почнаа да ми вртат, значи ајде дојди таму, ајде на оваа емисија, ајде на овој настап со овој културно-уметничко друштво, со тој некако многу брзо тоа се ми се случи дури. Со неколку песни. Па со една песна што ме видеа, значи со една-две песни што ме виделе тогаш на телевизија. А инаку и во други делови, ако веќе сакаш да кажеш, нормално дека од таа страна сигурно дека имало волци, меѓутоа јас значи мојата личност тоа не го дозволува и меѓутоа сум го... Тоа и до ден денешен го има. Да, го има, меѓутоа тогаш не сум била толку префригана да јас можам онака да им обрусам и со мој поглед, значи да ги плеснам долу на под, како да ти кажам. Имаш еден остар поглед. Па да, имам, значи јас сум многу мила, ама остар поглед кога ќе го... Да, и некако потоа било срамежливо или најчесто сум бегала. Како да ти кажам, што не е мислам од така, кога некој нешто ти предложи, не, ја некако не знам да одговорам и нешто и ќе отидам и ќе ме снема. Например, за разлика сега кој што да каже, јас нема да бегам, Сега како не да бегаш. ти речам извини, меѓутоа твојата понуда не е прифека. Имаш ли Не знам такви што понуди за мислиш. ден денешен, например? Ева нормално При настапи зборам од некој секоја газди на жена има. локалина. Од газди на локали не. Бидејќи нашата работа, например, во однос на локалите, со собствениците имаме навистина коректен однос. Никогаш И- никој. Па не. Навистина не. Мислам, не лажам, не. Заради тоа што тоа се сведува на долгорочни соработки, не е тоа само еднаш пеам толку па да не го видиш, него континуирано, ако си имаме нели обострано некаква взаемна кар, нели гледаме таа да речем релација да се задржи, да биде на едно професионално ниво и дури и да биде на пријателско, значи да се движи во во рамките на тој круг. И дури стануваме како едно семејство, како да ти кажам, значи нема тука нешто. И секогаш ја како во животот, нели, или како што викам, или колеги, или од се тоа некој така површен флерт кој што никогаш не завршува со ништо друго, него тоа е една зафрканција, како да кажам, но немало. Не шкоди до сега. флертот. Па Никогаш. нормално, да. Тоа го храни и женското его и машкото его. Така Тоа. си е, да. А сакаш ли, би А- сакала ли да ни извоиш некоја случка што ти се случила, например, од тие многу настапи твои, интересна некоја, не мора да е Па, сексуална, него Не бе, што па така. са тиептен за сексуално се фати. Не, Мислам, ја кажав, до кажав толку- не мора сексуално. То сум После не ќе сум- стигнеме да, до да. тој дел. Да не биде одма. Не. Па немој да мислам, не знам зашто и погрешно чувството дека ние со нашата професија мора да има сексуални случаи. Не знам со што. А еве верувај Хајде, дека зошто колку и можда? не знам, стварно не знам, а не е така. Колку пати и со колеги имаме правено муабет дека, значи сме правеле муабет дека вика не знам зашто во народот прво и основно е тоа, како не знам дали нас што дали малку послободно ќе се облечеме, дали што нашата професија нели ќе се насмееме, ќе пееме. И он мисля дека сме ние лесно достапни, напротив. Толку ни е нас ојачен, поготово пеачките карактерот, што нормално секојдневно се среќаваме со нели разни предизвици, додворување и сето тоа. Веќе имаме развиена вештина на одбивање, а при тоа пример па и да не го повредиш. Што пример порано не било случај. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа имам чувство дека значи не дека се оправдам, него пеачките дури од самото тоа што секојдневно се нели
изложени на додворувања, дури ние веќе многу повеќе одбиваме. Значи, дури ни дома веќе не да. По инерција. Ги одбиваме, значи кај нас се развиен тој одбрбен механизам. И ние сме постојано во кафана, постојано во ресторан, каде што гледаме разни типови, значи ги проценуваме карактерите, дури станаме психолози. Нели? Да. И не може ти кога знаеш дека тој како се понаша во кафана, например, зашто да почнеш врска со некој кога го знаеш каков е, нели? Ти го Не се процениш. сваќање погрешно. Не, воопшто не те сваќам, него општо општиме сега. Општо. И за разлика на пример друго е ти да го сретнеш некој кога е на пример еве како тебе, сега водител или како во некоја институција, да речеме еве некој што работи во катастар, тој е многу фин, машносан, културен, се меѓутоа да те видам кај си таму. Кога ќе се напиеш 3-4 раки, 5, па да те видам што човек си тогаш, нели? Кога сме ке мажите веќе, еве. Ајде, ке какви мажите привлекуваат? Какви мажи ме привлекуваат? Па види, па црномањести мажи, пред се, нели? Ако зборуваме еве за физику, црномањести. Нормално да биде, па не ниски како, јас сум корпулентна жена и нели не сакам да се изгуби од мене. Да биде така нормално висок. Дали ќе биде дебел слаб, не сакам ни премногу слаб, не сакам ни премногу дебел, не е пресано да биде некој мускулес или не знам како, да биде пристоен. И да уме, што да уме? Водители или пејачи? Па не. Не мора да биде ни водител ни пејач. Него Вработен да во биде... катастар. Па чекај, тој кога не дојде ке мене, па да го видам каков е, нели, на свирка. Да, значи каков е. Често пати вака ме прашували, не знам точно да кажам каков, например, еве маж како би можел мене да ме освои. Веројатно да биде карактер, значи збор да му држи вода. И ти си од тие што веа дека карактерот е поважен. Па не дека е дека е поважен, важен е и физикусот и убавината, меѓутоа кога веќе сум го скенирала и дека како убава личност може да помине кај мене, нели, шармантен или згоден, не е битно. Второ, доаѓа карактерот. Карактерот, значи да му... Тоа е второ. Па не може грд човек, не можеш ни да ти се доближи, нели? Да. Значи не сакаш ни да разговараш толку многу или ќе разговараш на теми за сонцето, за времето, за политиката, за облаците, за нема да дојдеш до тема кој што нели веројатно. Да. Јас така мислам. Но после тоа е карактерот. Значи да му држи зборот, да му држи вода. Значи тоа што ќе се каже да го исполни, затоа што има луѓе кои што многу зборуваат, но ништо од тоа не го прават. Така да ја почесто не ги слушам луѓето и мажите што зборуваат, него ги гледам што прават. Интересно. Да. Интересно. А дали може би, например, влие неговата економска ситуација? Па види, значи, дали... добро те разбирам. Економската ситуација и влие и не влие. Так. Значи јас не сакам мрзливи луѓе. Значи, кога видам дека некој мрзлив и не заработува и се жали само на општеството, се жали дека он не може да дојде до пара, а во овој свет каде што има, нели, свет на милион опции на дигитализација и на све, значи ако не може едно, ќе може друго, ако не може од лево, ќе пробаш од десно, ако не можеш од горе, од долу, значи ќе најдеш начин, ама нели, ако си способен, некоја пара мора да излезе, не може да нема. Значи само такви луѓе не сакам. Тогаш не сакам ни да е убав, не ми значи ништо, нели. А сакам да е вреден. Значи може да е вреден, а да нема пари, ама чеки, вреден, ама не, ако е вреден, мора да има пари, како? Ќе си дојдат. Ако не може на оваа сделка, како што кажеш, значи, ако не на оваа сделка, ќе дојдат пари на втората сделка, на втората понуда, се труди. Трудолюбив е, значи сега може да нема пари, ама што правиме ако му опали, па после тоа добие 1.000.000 евра, значи тоа... Ама не, значи ете, работи на проекти, овој проект ќе земе помалку, другиот ќе земе... Да е трудолюбив, затоа што само трудолюбив и остварен човек може да биде и добар партнер. Не може да биде добар партнер некој што виси само на Facebook и анализира Ирена Спасовска, па чекај види какви е репчето, па какви е косата. Еј, оваа си ја напумпала устата. Еј, чекај види Алила ова. Тоа, чекај, аба види се ти каков си. Висиш на Facebook, кога ќе го видиш на сликата, тој нема четврка зад, значи кој ќе се насмее катастрофа, нели, не исчешла, значи неизмиен делува, ниту пак некој дрес код на облекување има,
без разлика кај да работи, нели не знам, или некоја жена која што навистина е во некои пристојни години па се осудила нешто да коментира, а истата таа, на пример, седи дома и само коментира, ништо не прави, значи. А дури некогаш немаат ни слика тие што Немаат, ама и прите што и да има, значи јас се какви се викам тие луѓе кои што плукаат по луѓе, по естрени уметници, по глумци, по водители, а при тоа не ги знаат, значи истите луѓе. Дали сум јас квалитетна како особа или не, дека мене реперал нешто ќе кажат, мислам таман работа мене баш ми е гајле што кој што ги коментира. Не можеш да спиеш. Да, од такви. Не можам да спием од тие, нели, баш ми е гајле. Меѓутоа, јас секогаш оставам на времето и секогаш тие што се неостварени, нели, најчесто можеби немаат пари. И тоа ги прави, како се вика, да бидат изреволтирани. Меѓутоа и за тоа има начин, треба малку да си го смириш егото, суетата, затоа што мислам дека кога тие се такви со јавно да плука, тогаш какви се во ситуации кога нели ние не ги гледаме, тоа што тие не се прифатени едноставно во општеството. Кој сака да работи со такви луѓе? Или ако некого, например, дека јас сум баш малку па и јазикот ми е врзан, точно дека некогаш и кажувам, изборам и све, може би. Не, јазикот врзан, да. Одврзан ми е, да. Ама јас ето тоа морам да го подржам со аргументи, да го аргументирам. Не само празно да зборам, така? Да. Значи, што сум постигнала, што сум направила, што ова, што тоа. Имам јас доста задворење за мене да кажам дека јас не морам, него можам да кажам за некоја работа дека тоа не е добро или е добро. Сад и тоа од другата страна како кога го прифати, тоа не е моја, јас сум важно кажала. Добро, сега да не биде дека мене нешто ме интересира, али колку е важен сексот во една врска? Вау, на тоа што не те интересираше ти Да ти прво помашка, да. Лелелеле. Значи во врска или во брак? И во двете. И во двете. И па тоа е сосема различно спрема мене, бидејќи кога сме во една врска, нели сите кога се договараме за некој состанок, и се договараме во 9 часот до 12. Ние немаме време, нели, да збориме за лошите работи, него збориме само за убавите работи и сакаме да се представиме во што поубаво светло кон партнерот. И нормално дека таа средба завршува еуфорично и со, нели, водење љубов. И тука е се добро, додека нели двете особи не стапат во брак. Тогаш нема? Не дека нема, тогаш напротив треба да има и дека е многу битно да има и во врска и во брак, значи нормално дека е многу битно. Но јас сега да те прашам тебе нешто, Трајче. Кажи сега ти, на пример, овие 3-4 дена имаш многу работа, нели? Стануваш со бајле, во 8 сатот. Па не знам, одиш од една работа на друга работа, на трета работа, се прибираш, еве сега со подкастов можеби ќе дојдеш дома во 10 сатот вечерта. И сега тебе, на пример, ќе ти се нафрли твојата женска, на пример, ќе рече, ајде сега Трајче 3 парти. И ти ќе речеш, хоп, знаеш, можеш. Ма добро сега. Ама сега 3 парти, ајде ќе ги направиш. Ама и утре, и задутре, и предутре, значи цело време така. И ти што како ќе се почувствуваш? Нема ли да речеш сега дека јас, на пример, сакам да ти кажам, дека нема ли да се почувствуваш како ти, како една Не се јаде секој ден грам, тоа сакам. Не сакав тоа да го кажам. Него ти нема ли да се почувствуваш како секс машина? Дали ти е потребно? Не. Нема ли да ти биде потребно, на пример, да те праша таа особа, Трајче дојде, како си помина, ти, ама не е добро. Тоа е ама чекај, ја правиме споредба. Или ќе ти рече, дали Трајче ти сакаш супа, па ти си денес многу изморен, па ајде да ти ги ставам нозете, еве не мора улегенче, ама еве да ти ги измасирам, па нешто да се опуштиш вамо тоа, па сексот да дојде како последица на доброто сочувство и емпатија и да биде, нели, онака. Па со сите нишани. Така, да. Не знам тоа дали не. Па нормално вие мажите, нели, прво сакате на таа работа. Значи, зашто сексот е битен, меѓутоа треба да се создадат и поволни услови. Ако една жена цел, еве сега пошто го кажавме примерот со мажите, сега го кажеме примерот и со жените. Да. Ако една жена исто така е уморна, станала са бајле, нели, на работа, дошла во 4, па се фатила да прави ручек. Успутно, например, има деца 2, па еден бара ова, еден бара тоа. Па отишла на пазар, па ги ставила кесите на еден прст, на втор, на трет, на 5, на 10, значи, нели треба мажот да дојде и да ја рече жена, дали јас треба нешто да ти помогам. Ја не ја товарам толку многу со тоа. Тоа е добро, затоа и ќе имаш и добар секс.
Значи, има влие. мажи, па влие нормално ако жената измрцварена Така, преку кажи цел ми ден. некој совет. Значи ако е жената измрцварена цел ден Како се? и на крајот, значи кога ќе дојде до тоа, таа се осеќа многу изманипулирана, затоа што и искористена, заради тоа што каде бил тој маж во текот на денот да и помогне во На однос работа бил. Да, на работа бил, па и жената била, значи затоа треба да се подолат врските од текот на домот, така? И каде е, значи, посветеноста, каде е одговорноста, каде е пријателството, затоа што ти некога кога го сакаш, мораш да ги имаш и овие работи, да бидеш широк, да ја разбереш. Е, кога сето тоа фино лепо нели ќе се продели во текот на денот, но дека таа жена ќе биде расположена да води љубов. Доколку не е, значи, ова поделено, тешко која жена дека ќе може сите работи да ги... Дали жените фейкаат, например? Дали фейкаат? Да, Па дали фейкаат, веројатно глумат, фейкаат заради тоа што може би не сака да... Па заради тоа настанува и фейкањето, заради тоа што не сака да ја повратат машката гордост, а не се воопшто пуштени, нити одморени и сетото им доаѓа превише. А мажот е секогаш за, како што каже, и ти преиска, да, но ти немаш можеби некои такви обврски во текот на денот кои што тебе добро ќе те изморат. Ма не е тоа, јас мислам дека имам јас, ама различни се околностите, па мислам сигурно, не знам. Не се различни. Може би различно размислуваат мажите и жените. Па добро, меѓутоа секој размислува добро со ако е подобро и повеќе може да се даде во тоа, доколку е испочитуван, кажам, значи у смисол на да биде разбран што му е потребно во текот на денот, значи што помош треба да му се пружи за да се поделат врските и да биде на крај, значи да заврши со среќен крај, како да кажам. Знаеш како, многу ми е мило што си многу искрена и отворена на оваа тема. Никогаш не сум те видел да зборуваш толку искрено на оваа тема. Чекай, Па ставам сакам пак да малку. те потпрашам уште Чекай некои малку прашања, така? Што мислиш на Убаво пример? чајче со Стварно? симет и јаболка, така? Да, Одлично. имаме што ти се допаѓа. Не знам дали ме разбра што ти Те зборувам. разбрав јас во целосно, што мислиш? Не може, например? значи уморен маж исто не може да се даде колку не можеш едноставно. Уморен маж нема- Зашто те прашав ја? Ајде сега некои 3-4 парти, не може ти секој ден така, за така треба да лежиш на плажа и двајцата да лежиме и тоа. Значи врските, значи начинот на живот не ти го дозволува тоа доколку убаво не се, значи работите не се подредат. Секако Уморен што маж не треба. може 3 партии. Ама Ама уморна сега- жена не може ни една партија. Не, може, ама не сака. Може, ама не сака. Еви тука ќе ти одговорам. Заради тоа што не е испочитувана во текот на денот и не сака, значи јас лично, еве, ако не ме испочитува, ништо не давам. Ништо не давам. Затоа што, биде. па да, и секоја ќе се сложи со мене. Затоа што никоја жена не сака да биде, значи, така третирана. Значи, треба да и се каже убав збор, треба да и се даде едно мало внимание, значи широчина во душата да има, дали со убав збор, дали со убаво некој мало подароче, дали со не знам како да кажам. Не може сега да излеземе на пример, еве сум имали и такви случаи, излегуваме во ресторан и секој да си ја плати својата сметка. Така? Зарем и тоа го има. Па го има, како не. Но јас сум раскинала врска ради тие глупости. Значи, секој својата сметка, значи, бараш љубов, бараш да ти бидам верна, све бараш, а кога ќе дојде, например, да се плати едно кафе, бараш јас да платам по пола, така? Не дека јас немам пари, имам многу повеќе. И сум почастувала и све. Но зошто? Значи, ти едноставно не си способен. А си платила, например, некоја Сум платила, сметка? да, онака? да, сум платила На и машко? сметка, па нормално како и сметка и ја и не дозволувам, значи сепак да има и тука некој реципроцитет, ама сега нели машко маш, нели треба да те ако тука потврли, Последниот пат кога ако бевме јас тука и ти на кафе, потврли, ти частеше. па ете, гледаш, Памтам. па нормално да. Памтам, Ама сега зошто се да сетив. не? Ама јас тогаш, значи не сакам, мене не ми е до парите, него до начинот, до гестот кој што некој чека од тебе да платиш пола сметка или чека на пример да плати и после тоа чека ја да му ги вратам парите. Тоа е срам. Па срамота е, затоа и сум го ставила. Затоа и сум го ставила. Добро. Последниот. И што да кажам сега? Апропо оваа твоја теза. Човек треба да биде широк. Значи широк со комплименти, широк со сочувство, со емпатија, широк со давање пари, затоа што не е доволна само љубовта. Љубовта е база, нели? Но тука има многу пропратни работи кои што треба љубовта да ја чуваат, да бидат топло на љубовта.
Ако некој потврли со тие работи, нема ни љубов, нема ни водење љубов, па како сакаш на речка. Добра, а како тогаш би коментирала, например, на секс за една ноќ? Што мислат жените околу? Па види, Кога доаѓа секс за една ноќ, ако знаеме дека сега ти што го кажа, дека мажот треба да ги исполни сите овие работи за да... и па затоа доаѓа, затоа што на крај, например, се доаѓа до разни фрустрации, дали тука доаѓаме малку и до темата и до неверство, така? Да. И не е задоволен ни тој, не е ни тај. И затоа после можеби прават одредени излети од бракот, бидејќи нема разговор во тој брак и не може едниот на другиот да си помогнат со тој отворен разговор. И затоа бараат утеха веројатно во други личности кои што можеби Не не ги се... познаваат. Па не ги познава. Сигурно дека ги познаваат, него Мислиш нема такви што не Не знаат ни знам. како се викаат, например? не знам тоа, стварно не сум запознаена за тоа, ама многу знам дека имаат врски надвор од бракот и бракот како институција го користат само за... Познаш? О, да. Да, познам многу, а тие се па најгласни кога јас, например, се... Еве, ја раскинав, мојата врска не е битна. Значи, има бракови кои што бракот како институција воопшто не постои, него тоа е само колку за одржавање на оние семејни, нели, работи за децата, а да речем убавите работи и прават со други луѓе надвор. И тоа не е во ред. Значи, јас тоа не го оправдувам, бидејќи сметам дека кога човек ќе влезе во некоја врска, дали е тоа брак или е нели заедничко живење, треба да се посвети на партнерот, а не на другите мажи или жени надвор. Ти се случува на тебе некоја таква екскурзија? Или во твоја врска може? Екскурзија до водно. Ме прашуваш за екскурзија. Се шалам. Не. Па не, јас навистина како жена се трудам секогаш да го давам мојот максимум како жена. Но искрено барам и реципроцитет. Порано може не, до 30-35, но како направив 35, па 40, па не може тоа да биде. Мора да има реципроцитет, дури мажот повеќе да даде, во секој повеќе. А на 35 даваше ти Па повеќе? не давав повеќе. Да, давав повеќе, значи многу се вложував. И гледам дека тоа не треба така да биде. Не треба така да биде, затоа што така го учиш и мажот како не треба всушност. За да те почитува некој треба јасно и гласно да кажеш што треба да прави, пошто вие мажите малку показно созревате. И нели, а некој па има и така, па да, има и некој роден. И сега ти ако го научиш некој, наместо да го казнеш за одредената грешка и ти сега му дадеш љубов или внимание, значи он ќе си земе повеќе сила. А затоа после 40 години жените тешко дека некој може да ги прелажа. Тешко дека може и со физички излети, со пари, значи ништо тоа не ме интересира. Но не одговори околу неверството. Околу неверството, па не. Значи јас, да, не го заобиколив, него чисто го фативме малку. Не го фативме во друг правец во имавето. Искрено мене никој не ме изневерил. Никој не ме изневерил, бидејќи мислам дека сум квалитетна жена која што сум си ги вршам моите обврски како што треба, нели? А ти? Не ме изневерил, но сега само и ова сакав да ти го кажам. Да, сега. Зошто не значи дека е верен маж па и тој што не ме изневерил. Сега види не ме изневерил, верен. Значи можеби не му се пружила шанса. Кој е верен маж? Верен маж е оној кој што ќе ја одбие пропуштената шанса. Например, некоја згодна риба, нели му се врти така околу. И се тој кој каже извини, ама јас сум во врската, молам, повеќе нема да ме провоцираш. И сега таа пак се врти, например, околу. Повторно и тој пак ќе ја погледне, ама девојка, јас ти реков дека имам врска и не сакам да бидам со тебе. Тоа е верен маж. Има така. Има. Мислам дека има. Тоа е верен маж, а не овој кој што не му се укажал прилика. Не му се укажала прилика. Ма добро, па и тоа е верен. Па верам, а не му се укажала. А ако ќе му се укаже да го видим. Али добро, ете така да речеме, полесна околност. Не, јас да кажам искрено првин ги оставам, па после значи почнал некоја друга врска. А дури откако ќе ги оставам, мој, например, некој го оставам некој маж, кај жената е малку подруго за разлика од вас. Жената напред да го остави мажот, таа веќе решила во умот. Ти може мислиш дека си уште со таа особа, но не си. Тоа резултира нели со несакање да биде
во негово присуство, одбивање на љубов, одбивање дури на секаков вид на помош, затоа што чашата се прелеа. Така. Така да и не значи дека жената примерно веќе со телото е тука, но со умот можеби веќе на друго место.